Почитувани, добро дојдовте, добар ден во едукативниот центар во село Негрево. Центар формиран во рамките и со поддршка на програмата за зачувување на природата во Македонија, финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка. Денеска сме овде да го Dear guests, welcome to the Educational Center in Negrevo. This is an educational center for nature conservation and is part and implemented through the program for nature conservation of Macedonia, which was funded by the Swiss Agency for Development and Cooperation. Thank you. Денеска сме овде да го одбележиме Европскиот ден на Натура 2000. Today we're celebrating the European Natura 2000 Day. И програмата е замислена да биде во две фази. Првата фаза е официјалното обраќање, а понатаму е обиколка на едукативниот центар. There are two parts of our celebration today. First, we'll have the official addresses from our dignified guests, and then we'll have a stroll through the park and we'll have a look at what's on display. Како што ни покажала еволуцијата, во светот и на планетата опстанале само оние кои што успеале да се прилагодат на надворешните услови, па така и денеска се надевам дека ќе го искористиме максимално времето да ја исполниме денешната агенда, прилагодувајќи се на временските услови. As evolution has shown us, only the ones who can adapt are the ones that survive. And today in this weather, I hope we can do the best to fulfill our mission here to the best of our abilities in this weather. Започнуваме со официјалниот дел. Го поканувам министерот, господин Насер Нурадини, да ви се обрати. Now we can start with the official part of the celebration, and I would like to invite the Minister for Environment and Physical Planning, Mr. Nasser Nuradini, to address. Добар ден на сите. Почитувана господја Сутар Техада, амбасадорката на Швейцарија, sehr geehrte Frau Botschafterin Frau Sutter, herzlich willkommen. Почитувани граѓаници на Пешчево и Белово, представници на невладини организации и здруженија на граѓани, почитувани дами и господи. Фал Бог, има малку ветер, ако се грешам, не ме слушате дома. Најпрво сакам да изразам благодарност за учество на овој настан, за обележување на 21 мај, ден ЕУ директивата за живеалишта, познат како Натура 2000 ден. Исто така, во ова прилика сакам да подсетам на постојаната поддршка на Министерство во активности за заштита, валоризација и промоција на природното наследство од страна на амбасадата на Швајцарија и STC. Да се посети Малешево и овој едукативен дом за заучување на природата за мене представува голем задоволство, бидејќи во изминативе години тука се работеше многу во поглед на заштитата на природата и едукацијата. Малешевски планини заедно со Долна Прегалница и Овче поле идентификувани како можни подрачја за Натура 2000. Во тек и иницијативата за прогласување на заштитено подрачје Малешево на пределот на Малешевските планини и планината Влајина, што се надевам дека наскоро ќе резултира со успех и дека овај регион ќе добие нови можности за развој на екотуризмот, земеделство и паметно користење на природните ресурси. Денес, кога се обележуваме 21 мај, сакам да истакнам дека Министерството во соработка со ФАМАХЕМ, Македонско еколошко друштво и национални експерти преку програмата за заучување на природата проведа низа активности во источно планинскиот регион, поврзани со Натура 2000, процесот во идентификација на
живеалишта, растенија, животни и птици од европско значање. Да направим пократко. Многу сум горд да сме тука. За жал немаме сонче денес, но сигурно има нормално. Со успех, со добра соработка. Фала. Благодарам, министар. Сега поканувам амбасадорката на Република Швајцарија во Македонија, господјата Сибил Сутер-Техала. Повелете. Thank you, Mr. Minister. I would like to invite Your Excellency, the Ambassador of Switzerland, Mrs. Tejada. It's okay. It's okay. Hold time here. Dear Mr. Nasser Noureddini, Minister of Environment and Physical Planning, dear Mr. Kaya Zukova, President of the Steering Committee of the Nature Conservation Program, dear Mr. Dragan Tranchovski, Mayor of Pektevo, representatives of the National Forest Public Utility, other mayors from the region, representatives of agencies and institutions, media, ladies and gentlemen, and of course special greetings to the students and children that are here. Почитуван господин министер Насер Нурадини, почитувана господја Каја Шукова, председател на управувачкиот комитет на програмата за зачувување на природата во Македонија, почитувани градоначалници, представници на јавното предпријатие Македонски шуми, другите представници од регионот, представниците на агенциите, институциите, како и на невладините организации, медиумите, драги дами и господа, и особен поздрав за учениците и студентите кои што се денеска тука. I'm very happy to be with you today at the Educational Center for Nature Conservation for marking the Natura 2000 Day. Another reason to be pleased is that we are in the Malesheo region, for which the procedure for declaration as protected area shall start soon. Особено ми е драго дека денеска се наоѓаме во едукативниот центар за природа и дека го одбележуваме денот на природата Натура 2000. Ова е уште една причина поради која што ми е драго дека сум тука, бидејќи ова е регионот кој што наскоро ќе започне процедура за прогласување на заштитено подрачје. Switzerland has supported the Bregalnica region since 2006 through a number of different projects. One of them, the Nature Conservation Program, revealed the biodiversity richness of this region and supported the Ministry of Environment and Physical Planning in declaring the Osogovo Mountains as a protected area for which we are very proud of. Швајцарија го поддржува развојот на Брегалничкиот регион уште од 2006 година преку повеќе различни проекти. Еден од нив, програмата за зачувување на природата во Македонија, ја откри биолошката разновидност и богатството на овој регион, кој што подоцна беше поддржано и од Министерството за животна средина во прогласувањето на Осоговските планини за заштитен предел. На тоа сме особено горди. Many researches and analyses confirmed that in the region of Bregalnica there are also other areas that should be protected and are of high importance not only for the country biodiversity but also for the European Nature 2000 network. This network ensures long-term survival of Europeans' most valuable and threatened species and habitats. Following the criteria of the network, 3 sites were identified as potential Nature 2000 sites in the Bregalnica region. Maleshevsky Mountains, Ovche Pole, and the Bregalnica region. And the lower Bregalnica. Switzerland has supported the identification of the sites and completion of the standard data forms and will continue to support the preparation of the management plans for these 3 sites. In this way, the gained experiences will facilitate the future processes of identification of Natura 2000 sites in other parts of the country.
Многуте истражувања и анализи потврдија дека регионот на Брегалница, навистина, како и другите околни области, треба да бидат заштитени и се од високо значење за биодиверзитетот на државата. Но исто така, тие се важни за европската мрежа на Натура 2000 подрачја. Оваа мрежа обезбедува долгорочно зачувување на европските видови кои што се загрозени, како и на оние кои што се најзначајни. Следејќи го критериумот на градењето на Натура 2000 мрежата, ние идентификувавме 3 региони кои што се од значење: Малешевски планини, Овча поле и Долна Брегалница. Швајцарија го поддржува идентификувањето на овие подрачја, како и пополнувањето на потребната документација за нивното прогласување. На овој начин го имаме искуството и го поддржуваме идниот процес на идентификација на Натура 2000 подрачја и во други делови од државата. The COVID-19 pandemic opened our eyes of how important it is for people to live in harmony with the nature and environment. For our own good and for the good of our younger generation and their future, we have to respect, protect and conserve the nature as much as possible, and in the same time to ensure social and economic benefit for the local population. That is possible only if we all join forces and commit our efforts for a healthy environment, better life of the citizens and brighter future of the young generations. Пандемијата со COVID-19 ни ги отвори очите за тоа колку е важно за луѓето да живееме во хармонија со природата и со животната средина. За наше добро и за доброто на идните генерации и нивната иднина мораме да ја почитуваме, заштитуваме и зачувуваме природата, колку што можеме повеќе, но истовремено мораме да се грижиме за социјалниот и економскиот бенефит на локалното население. Ова е возможно само доколку работиме заеднички, доколку сме посветени и нашите напори ги насочиме кон обезбедување на здрава животна средина, подобар живот на граѓаните и посветла иднина и на идните генерации. Благодарам. Thank you. Благодарам за вниманието. Благодарам, амбасадорке. Продолжуваме понатаму. Ја поканувам Каја Шукова, председател на Управниот одбор на програмата за зачување на природата во Македонија, да ви се обрати. Повелете, Каја. Фала, Маријана. Јас ќе видам во интерес на времето многу кратка. Да, одлично е. И прво ќе кажам дека кога имаме заедничка цел и кога сите заедно се стремиме да оствариме таа цел, ни времето не ни може ништо. Тоа го покажува ова денеска. When we have a joint goal and when we put our heads together, not even the weather can stop us. Да, продолжуваме понатаму, секако јас многу накратко благодарност прво до сите за поддршката на програмата за заштита на природата, првата и втората фаза која што заврши и екзит фазата која што во моментов започна и секако ќе продолжи да го поддржува процесот за воспоставување на Малешево за заштитено подрачје. First, I would like to express my gratitude for the Swiss Development Agency, Swiss Agency for Development and Cooperation, for the establishment of the program for nature conservation in Macedonia, the first and the second phase, which is now ending, as well as the exit phase, and hopefully for all the projects that are coming in the future. Оно што сакам да го истакнам дека е секако во интерес на секоја земја заради социоекономскиот развој да се прогласуваат се повеќе заштитени подрачја. Светот покажува дека економската моќ на земјите е многу поголема, доколку заштитените подрачја се користат рационално и пред се одржливо. It is in the interest of the social and economic development of every country to have as many more protected areas as possible. It has been shown that countries that use the resources of their protected areas wisely are the countries that benefit the most. Времето сега пак ќе биде најверојатно во наш интерес. The weather seems to be clearing up now. Ја користам оваа можност да се заблагодарам особено на општините Пехчево и на Берово и на нивната меѓусебна соработка која што ретко се гледа во оваа држава во воспоставување на ново заштитено подрачје. Иницијативата
произлезе од овие општини, Министерството ја прифати, секако и владата, се спроведува постапка, се надеваме дека во најбрзо можно време ќе можеме да кажеме дека е донесена одлука за воспоставување на ново заштитено подрачје во Источна Македонија. Ви благодарам. I would especially like to thank the two municipalities that had worked jointly, which is not a very common feat in Macedonia. They worked jointly, the ministry supported them, many other agencies supported them as well, and hopefully we're looking at a very recent date for the proclamation of a new protected area in the eastern part of Macedonia. Благодарам, Каја. Сега го поканувам домаќинот, градоначалникот на општина Пехчево да ни се обрати. Повелете. I would now like to invite the host for today, the mayor of Pehčevo, to address the audience. Добро. Да. Почитувани присутни. Најпрво сакам да ве поздравам сите присутни и да ви кажам дека и времето, сонцето гледате дека домакинот си го познава. Така да ќе се придржам до протоколите. Dear guests, first I would like to thank you for your presence, but then I also want to point out that as you can see, the weather recognizes the host and it's cleared up just for me. Почитувани, Ваша екселенцио, амбасадор на Швајцарија во Република Северна Македонија, господја Сибил Суетер Техада, министер за животна средина и просторно планирање господин Насир Нуредини, државен секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање господја Каја Шукова, градоначалник на општина Берово господин Звонко Пекевски, почитувани присутни од Швајцарската амбасада, почитувани присутни од програмата за зачување на природата, почитувани присутни од меѓународните програми, невладин сектор, училишти, медиуми, добар ден. Почитувани присутни. Ми представува особена чест и задоволство токму што оваа година централниот настан за одбележување на денот на Натура 2000 се одржува токму во општина Пехчево, односно во центарот за едукативниот центар за зачување на природата во село Негрево. Инаку овде, Dear guests, I'm very happy that this year the central celebration of the Natura 2000 Day has chosen the location of my municipality Pehčevo, and especially the Center for Education and Nature Conservation as the location for this momentous day. Инаку токму од овде на неколку километра се наоѓа локалитетот Еленско блато, како и сливот на Пехчевска река, кои се и предложени подрачја за Натура 2000, Малешевски планини како ретки шумски тресетишта. Верувам дека Натура 2000 ќе придонесе кон промоција на природното богатство во Малешевијата, истовремено ќе биде од кориси нормално за локалните жители кои што ќе ги пременуваат одржливите практики во земјоделството, шумарството, како и во истовремено ќе ги користат условите за развој на екотуризам и одржливо користење на природните ресурси. Today on this location we're flanked by two potential Natura 2000 areas. Both of them are already in procedure for protection. And I'm very happy to note that the local population understands that they will be the ones who benefit from the sustainable use of resources as well as the sustainable development of these protected areas in our region. Во ист момент сум среќен и што заедно со поддршка од програмата за зачување на природата, заедно со општина Берово и заедно со поддршка на Министерството за животна средина и просторно планирање, како и Македонско еколошко друштво, отпочнавме уште еден процес кој е многу важен не само за Малешевијата, туку и за државата. Тоа е прогласување на заштитено подрачје Малешево, кое се надевам дека ќе биде исто така успешно завршена приказна, која што ќе даде посебен придонес кон зачувување на пред се биолошката разновидност, а секако ќе биде од кориси за локалното население кои што ќе имаат можност преку економски придобивки, преку промоција и брендирање на локалните производи, како и други дополнителни активности кои ги овозможуваат токму заштитените подрачја. Today I also want to mention the support that I've received generously from the SDC, from the municipality of Berovo, from the Ministry of Environment and Physical Planning, from the Macedonian Ecological Society, in the development of a new project, and that is for the establishment of the area that you've all mentioned so far, Maleševo Mountains, as a protected area. This, I understand, will bring the positive option for conservation of biodiversity in Macedonia, but it is also a possibility for my
local population to develop ecological tourism and benefit greatly from such a state. На крај дозволете ми уште еднаш да изразам огромна благодарност до Швајцарската агенција за развој и соработка, како и координаторот на програмата за зачување на природата Фармахем за досегашната соработка. Се надевам дека убеден сум во иднина дека ќе имаме и одлична и плодна соработка и во иднина. One more time, I want to thank everybody who works in the SDC and who's been supportive of our work, as well as the coordinator of the nature conservation program in Macedonia, Farmahem. And I know and I'm convinced that in the future we have more fruitful cooperation ahead. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатен престој. Thank you for your attention and I hope you enjoy your stay. И сонце, нормално. And the sun is now. Благодарам, градоначалник. Почитувани гости, со ова заврши официјалниот дел со обраќања на нашите представници на институциите и започнуваме со неформалниот дел од одбележувањето на Европскиот ден на Натура 2000. Краток вовед за овој неформален дел ќе даде Робертина Брајановска, извршен директор на Македонското еколошко друштво, нашиот партнер кој што е одговорен за спроведување на компонентата Натура 2000 во рамки на програмата за зачувување на природата во Македонија. Повели, Робертина. Thank you, Mr. Minister. This concludes the official part of our program, and now we can look towards the informal part of today. We are going to be introduced by the informal part by the director of the Macedonian Ecological Society, which is the organization partnering Farmahem in the development of the Natura 2000 segment as part of the nature conservation program in Macedonia. Почитувани присутни, ова како неформален дел, ама позади говорницава не ми изгледа баш неформално. Би сакала да имаме после една мала прошетка да ги погледнете живеалиштата кои што овде ги обновивме во дворот на овој едукативен центар. Најнапред би кажала само дека во рамки на оваа програма за чување на природата, Македонското еколошко друштво во соработка со 30 на експерти изминатите 3 години правеше детални истражувања и се покажа дека Беровскиот регион е навистина многу вреден и многу значен, бидејќи идентификувавме 3 Натура 2000 подрачја. This might be the informal part, but standing behind the podium does not seem informal at all. But I would like to thank you for the opportunity to talk about how our research in the last 3 years has led us to many amazing discoveries in nature conservation, as well as helped us gather the data for the possibility of establishing 3 Natura 2000 areas in this region. Later, I would like to invite you for a stroll around this center where we can show you some of the habitats that we've been working on students to model from the region. Значи, за овие 3 подрачја пополнивме стандардни податочни формулари или стандард data forms, кои што всушност ќе му помогнат на Министерството за животна средина во предлагањето на националната Натура 2000 мрежа, односно подрачјата од таа мрежа. Our work and the 30-odd experts that worked with us helped us fill in and do the gargantuan task of filling in the forms, the special data forms for the proclamation of Natura 2000 areas, and hopefully they will help us in the future in nature conservation. Соработката е постојана со Министерството, особено во однос на делинеацијата на тие подрачја, и ќе продолжи понатаму, бидејќи имаме уште една година истражување за да се дополнат тие SDF-и, тие формулари, за да може да се приврши овој процес. Во ова подрачје во кое што се наоѓаме денес, Малешевските планини, всушност се покажа дека навистина е вредна за заштита, бидејќи идентификувани се 17 значени живеалишта согласно директивата за живеалишта од вкупно 224 во Македонија присутни. The research that we've conducted so far will continue with the help of the Ministry of Environment. And what we have been able to unearth about this region, the Maleshavo Mountains, is that there are 17 habitats that need protection, and that is out of the
some 200 habitats in Macedonia. They're present right here. Present according to the Habitats Directive. According to the Habitats Directive, these are 17 habitats that need protection. Едно од тие живеалишта е особено значено. Ќе слушнете подоцна во едно од видеата внатре во едукативниот центар. Се однесува на тресетиште во шума, кое што е идентификувано кај Еленско блато. И тоа е всушност и ново живеалиште кое што ќе се приклучи на референтната листа на живеалишта за Македонија. One of the habitats that you're going to hear about is going to be a forest bog, which is part of Elensko Blato, a region that is close here and that is going to be a Natura 2000 site in the future. What is interesting about it is that it's going to now, for the first time, be added to the reference list of habitats for Macedonia. Истражувањата, реков, ќе продолжат и оваа година и она што е исто така битно, дека ќе изработиме ќе драфтуваме два менеджмент планови за две Натура 2000 подрачја, кои што во иднина ќе може да се спроведуваат кога подрачјата ќе бидат прогласени за Натура 2000. The very exciting next step after filling in the standard data forms is that we are now finally also looking at next year filling in management plans for 2 potential protected areas, which means that when the moment comes and these areas are proclaimed, they will already have management plans to start the work. И покрај соработката што ја имаме со сите засегнати страни, покрај Министерството и со општините и со другите надлежни институции и организации, јас исто така би истакнала дека во рамките на оваа програма имаме навистина можност во сите компоненти да обрнеме внимание на едукацијата на најмладите. Тоа ќе го покажуваме и денеска. Најмладите се тука да работат на обновување на неколку живеалишта кои што се значајни во овој регион. As important as it is to state that our cooperation has been amazing with all of the institutions involved in this process, that we've had great cooperation with the ministry, the embassy, all of the local institutions and all other stakeholders, I have to say that one of the most important segments has been working with the youth of the region as they understand the importance of the place where they live. And today we'll show you how we've been working with them, and they'll be able to present some of their work in depicting a model habitat from the region. Значи, едукацијата и трансферот на знаење сметаме дека се едни од најбитните активности за да имаме ефикасна заштита на биодиверзитет. We firmly believe that education and transfer of knowledge is the only way to ensure long-term conservation of nature throughout the country. Сега може да поминеме покрај живеалиштата на кои што работеа децата, а потоа другиот дел продолжува во едукативниот центар. So now I would like to invite you to a walkthrough in the segment that was built by the students, and then we'll meet you inside.